Екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро. Ова утро топло ве поздравува од трговскиот центар Олимпико, кој што се наоѓа во населбата Тафталиџе, поточно од местото кое што е наречено Кенди Котан. Ова утро разговараме со Маја Кузман, која што верувајте од дете, од најрана возраст се занимава со хеклање. Тоа се многу долги години, можам да кажам ракотворка и жена која што ги учи и останатите да хеклаат. Маја, добро утро. Благодарам што ова утро еве вака рано посабајле ги отвори портите од Кенди Котан за нас, за нашата екипа. Сакам за почеток да те прашам како дојде љубовта кај тебе кон хеклањето? Кој ти ја пренесе љубовта и од кого го учеше или го печеше занаетот? Добро утро и добре дојдовте. Значи, знам да плетам од дете, на времето имавме и предмет во училиште домакинство, нели? Меѓутоа од баба ми, која што беше страшно добра плетачка. Така да знам да плетам, да хеклам од најрана возраст. Не се сеќавам кога прв пат сум фатила, значи како дете. Меѓутоа почнав поинтензивно да работам кога го направив својот блог негдека во 2005-2008 година, тука тие години, треба да проверам, нели, колку време. Најпрво почнав со плетењето, па си објавував свој, пошто беше креативен, уште е креативен блог, моите изработки плетени, меѓутоа решив, пошто еве се гледа од приложеното тука, баба ми беше мајсторица за плетење на тие што ги викаат асталски, нели старски, асталски чаршафи. И сум плетела, предпоставувам, некои миленца, некои такви работи и решив прв пат да пробам да се направам ланче. Кога го објавив ланчето, тоа беше изгледаше како ќостек кој што завршуваше со лаленце. Тоа беше мојата прва изработка која што објавив и имаше страшно неверојатно позитивен фидбек имаше од блогерскава публика, да кажам, и тоа ме поттикна да продолжам со накитот и како навлегував, потоа станува се поуспешни, нели, подобри креации. Сега да споменеме покрај накитот или аксесуари, како што модерно ги нарекуваат младите, што се изработува, што се хеклаш и дали работиш можеби по нарачка или едноставно изработуваш ти, па потоа се продаваат твоите веќе рачно изработени хеклани производи. Така, накитот, бидејќи е прва љубов, нели, не се заборава, меѓутоа некако се презаситив со накитот, така да во последниве 10 години изработувам и додатоци и посебно сега ми е акцентот ставен на облека. По нарачка не работам, меѓутоа работите што ги изработувам може да се купат на вебсајтот кој што го има со продавницата, тоа е TLT Store. Облека, од облеката што најмногу те привлекува, дали се тоа џемперчиња, шалчиња, капи? Да, облеката е посебна во хеклањето, јас сум романтичен тип, така да повеќе се тантелести, викторијанско ме повлекува тоа викторијанството, па така гледам некои креации да се со духот на минатото, тоа ми е пасија. Така да, генерално џемпери, летни блузички, посебно ако се тантелести, такви да се подчипкасти, да речам подтантелести модели. Да, значи не излегува од мода постојано. И се повеќе расте, нели? Маја, организираш и значи твоето знаење, несебично го споделуваш и со помладата генерација, меѓутоа и со повозрастните. Постои огромен интерес за плетење, за хеклање кај поготово кај младите сега во последно време. Организираш и работилници, може да ни кажеш нешто за тоа, каде и како, доколку некој заинтересиран би можел да учествува на овие работилници? Така, значи, да речеме од короната навака, позитивно влијание што би имале социјалните медиуми пред се Инстаграм и ТикТок, благодарение на нив, значи, младата публика почнува се повеќе посебно да хекла. Значи, зборуваме за млада публика, тоа се 7-8 годишни деца. Ми е драго што се вклучени двата пола, значи не само девојчиња, него плетат и момчиња, тоа ме радувам најмногу. Така да заинтересираноста е се поголема, работилници се одржуваат постојано. Во минатиот месец имавме курс, тоа е буквално како курс, траеше 1 месец, за дечиња од 9 до 14 години. Зборуваме за хеклање, тука тоа е плетење со чингелаке, со една игла.
Хеклањето, плетењето е со 2 игли. Така да имав убав интерес кај децата и што ми е најдраго што децата научија да плетат. Така да почнаа веќе последната недела, иако траеше само 3 некако курсот за возрастни, во моментов оди курсот за возрастни, за почетници во хеклање, меѓутоа кај дечињата особено ме радува затоа што на крајот веќе почнуваа и сами да измислуваат работи, или ако следат некој туторијал на YouTube, да можат нешто сами да работат, кое што е и поентата, нели, за да се обучат, да потоа можат да следат инструкции, туторијали што ги викаме, нели, и да можат да работат сами. Така да во теков сега на февруари, март ќе се одржуваат работилници со дневна. Тоа се еднодневни работилници, ќе бидат во обемот на плетењето со 2 игли. Имаме баш буквално за почетници работилници организирано, ќе бидат еднодневни по 2 часа, меѓутоа за тие 2 часа ќе научат како да плетат, нели, најосновните котелци. А потоа од пролет планираме да имаме изработка техника бабин квадрат, ирско хеклање, кое што е плетење хеклање уствари на мотиви, па кои се потоа прават во најчесто облека. Летна школа се планира да се има дечињата кога ќе бидат посебно на распуст, летна школа за плетење, за почетници, за тие веќе што плетат, што знаат како, нели, да плетат, ќе биде обично децата ги интересираат играчки, да изработуваат играчки, привезоци, приврзоци, така да ќе има интересни работи. Следуваат, значи, интересни работи во најава и сосема за крај на овој разговор да те прашам што најмногу се троши и што би им порачала на младите? Во смисол најмногу се троши од твоја изработка. Па секако накитот се бара најмногу. Работат и други ракотворки накит, меѓутоа е специфичен. Значи, ова е специфичен накит, не секој го сака. Кога е изработен, претежно се работи со нежни конци, со тенки конци, за да изгледа, нели, структурата убаво. Така да претежно накитот, меѓутоа постои и заинтересираност, значи сезонски како е, за джемпери, за шалови и капи најмногу сега, во зимниот период. Летниот период се оние кратки блузички кои што и ние го преземавме терминот топчиња, нели, кратки блузичиња за девојките, така да тоа би било тоа. Епа и благодарам многу за овој разговор и во престрет на 8 март, на Денот на жената, може жени да си се почастите нешто и да си купите некој убаво парче накит или некој аксесоар или некоја облека плетена, изработена од овие 2 вредни раце на нашата Маја Кузман. Маја, благодарам и беше чест и задоволство што ова утро бевме заедно со тебе и во твојот доаѓање. Благодарам за посетата најмногу. И само да кажеме на крај, сите заинтересирани како може да ве најдат? Може преку социјалните медиуми, значи Кенди Котон на Facebook и ТЛТ Котон на Инстаграм.